Dragi naši, naravno uvek dovodimo aktuelne goste. Zašto je to bitno? Prosto zato što treba sarađivati sa ljudima koji su itekako zainteresovani da sarađuju sa nama. Prosto neka komunikacija čini mi se da nekad ne mora biti ona evropsko integrisana. Komunikacija može biti i sa običnim svetom, mladim ljudima koji imaju dobre ideje. Dobre ideje uvek treba saslušati, a samim tim neke ideje pokrenuti. Stoga je večeras sa nama u studiju i gospodin Vasil Sterijovski, zamenik gradonačelnika opštine Pustac i ono što je meni interesantno još Evropske mladinske organizacije iz istog grada. Kažemo i vama dobroveče i dobrodošli. Добро вечер и благодарам на поканата. Значи, мојата организација Македонска младинска европска организација е нова организација формирана пред година и 2 месеци, која работи на полето на младите и проблемите што ги имаат младите, современите проблеми, проблемите со дрога, значи алкохолот и други појави. И ние работиме како превенција за нив и плюс едукација на младите и пред се дружење меѓу младите, значи размена на млади помеѓу државите, значи да се познаеме младите културите на другите народи. Тоа е нашата цел. Исто така ние соработуваме со повеќе невладини организации, пред се со невладини организации од Србија има многу добра соработка. Тука би спомнал организацијата Јувента од Шабац, исто така и македонската организација Кирил Пичиновиќ од Краљево. Наша цел е соработка за бидејќи Европска унија има програма Млади во акција која се вика и од тука финансираат проекти кои се за млади. Значи ние пред се работиме со европски проекти за решавање на проблемите на младите. Ono što jeste interesantno u celoj priči da za sada to radite čisto edukativno, na promociji, dogradnji sebe i svoje organizacije, ali ste vrlo raspoloženi, sada ste pomenuli Šabac i Kraljevo i moramo da kažemo i Mariji hvala koja je ovde zadužena za makedonsku organizaciju, da tako kažemo, što vas je dovela i očigledno da vam je dalji neki postulat i međusobna saradnja i razmena dobara, tako? Да, значи, меѓу другото, јас сум овие денови во Врнјачка бања, тука значи спремаме еден проект кој во февруари ќе се реализира во Врнјачка бања, каде сме вклучени 9 невладени организации од европските земји. Носител на овој проект е организацијата Јувента. И исто така искористив ова прилика да се видам и со Марија и со представниците на македонското движење Кирил Пичиновиќ, за да и со нив се договориме да соработуваме на културен спортски план, исто така на размена на млади меѓу нашите општини Краљево и општина Пустец. Исто така и би сакал и со Марија воспоставивме контакти со општината Краљево. Сакаме и со нив да се видиме и како би можеле заедно како општини, значи општина Пустец, општина Краљево, да заедно, значи ако може да се спобратимиме како општини и заедно да работиме пред се со проекти од Европска унија, значи да влечеме европски фондови за нашите општини. Inače, da pojasnimo Pustac, oni koji slabo poznaju geografiju, vi ste, da eto tako kažem, i od Svetske ekološke organizacije proglašeni za nacionalni park, to je Prespan. Naravno, govorimo o albanskoj strani kad je vaš grad i Pustac u pitanju. Значи, нашата општина се простира на територијата на Преспанското езеро и целата општина е прогласена за национален парк, Национален парк Преспа. Исто така, тука работи и проектот Преспа парк, кој што е финансиран од UNDP и кој што го опфаќа цела територија на Преспанското езеро, а кој што сочинува 3 држави, Грција, Македонија и Албанија. Исто така, нашиот регион е прогласен за еврорегион и така што пред се тука би издвоил природната убавина на регионот која краси и затоа тука делуваат повеќе странски фондации како ГТЗ и UNDP, Матра од Шпанија, Крик исто така од Италија и СНВ, холандска организација, пред се на заштита на животната средина. Значи големо внимание се посветува на животната средина. Koliko ste zaista revnosni u svemu tome? Pitam, s obzirom da ekologija je vrlo bitna u svetskim okvirima, ne govorim pojedinačno o nekom lokalitetu ili državi, nego to je svetski problem broj 1, čini mi se sad. Па да, тоа е навистина така. Значи во Албанија, да кажем, до крајот на почетокот на 90-те години многу малку се обрнуваше внимание на животната средина. Значи воопшто животната средина не беше застапена
во сите и програми и стратегии на самата држава. Значи на тоа се одеше тотално нашиот регион, навистина и сега е прекрасен регион, а порано бил уште поубав. Значи максимално се сечеше шумата, значи се експлоатираше максимално, значи природата и така што ја донесла до тоа ниво што е сега. Значи затоа сите овие странски фондации што ги набрав најмногу работат на подигање на свеста животната средина. Jesu li kazne velike? Па казни се велики и тоа е така, се многу велики, али работата што никој не ги плаќа затоа што навистина се велики казни, ние некогаш и реагираме за тоа барем казни да бидат мали за да може да ги плаќаат затоа што некогаш не носат во непријатна ситуација да ние ги наплатиме казни како општина, а се велики за еден просечен, мислам, на просечно семејство не може да ги плати сигурно. Но ние имаме замерка понекогаш кај странски фондации дека премногу пари трошат на подигање на јавна свест за животна средина, а не конкретно, значи во инфраструктура, значи тоа што најмногу нас не интересира. Pa da li su možda projekti u pitanju ili oni konkretno žele samo da dođu sa tom nekom edukacijom? Значи тоа што кажав дека значи тие преку неколку испитувања, истражувања што има направено, значи се има до резултат се дојде дека луѓето значи од трите држави, поготово не само нашата општина, од регионот на Преспа, многу мало се грижат за животна средина. И затоа и тие повеќето проекти што ги финансираат на подигање на јавната свест, значи за животната средина. И затоа што дури се трошат милионски суми само за оваа цел. И до некој што ние така реагираме, овие пари кога би ги имале за инфраструктура, за патишта, за водоводи, навистина би ги исполниле потребите на луѓето многу побрзо, но сепак тие имаат една стратегија, значи овие фондации, ние само сепак се добредојдени за нас бидејќи се работи за наше добро. Нас како општина ни е приоритет пред се развој на туризам, бидејќи кај нас може да се развие и планински туризам, и езерски туризам, исто така и културен туризам, бидејќи нашиот регион е богат со има богато културно наследство и историско наследство. Пред се тука би ги спомнал археолошките наоѓалишта од доцен неолит, па и средновековните византиски цркви од среден век, пештерски цркви кои се наоѓаат на брегот на Преспанското езеро. И така ние се обидуваме да ги искористиме сите овие поволности за да го развиеме туризмот, посебно фамилиарниот туризам, бидејќи сметаме тука посебно внимание посветуваме на развојот на фамилиарниот туризам. Upravo to je i posljednje pitanje za današnje, odnosno večerašnje druženje. Koji je to deo privrede? Rekli ste mi da nemate mnogo stopanskih, kako se kaže kod vas, da je uglavnom delatnost zemljoposed i turizam. Ali poznavajući Prespan iz nekog ranijeg perioda, to je lepo živelo. Тоа ни е од една страна предност затоа што нема фабрики, значи регионот не е загаден и така што сета храна што се произведува од земјоделието, сите производи се биолошки, екобиолошки, мислам чисти производи, не се загадени. Значи тука ни е предноста нас како тука гледаме на развој на тој туризам и фамилиарниот туризам, бидејќи со сега се цели пред се на еко храна, значи и така нашата предност е тука. Што тоа што наша задача да створиме поволни услови за развој на земјоделието, за да пред се кај нас проблемот е со наводнувањето, значи тоа е голем проблем што се обидуваме да го решиме. Koliko bi otprilike koštao naš boravak na Prespanu kod vas? Не. Koliko bi koštao otprilike ta poseta Prespanu za jednu četvoročlanu porodicu, recimo 10 dana? Значи цените не се многу големи, значи за наши стандарди на Балканот се нормални. Значи ја би ве поканил да дојдете да видите и да направите една репортажа за регионот. Така што мислам ако сакате да одморите од сета гужваше од градовите, од се ви препорачувам да дојдете тука да помините еден мирен викенд или недела дена и тоа со сигурност го знам бидејќи од испитувањата што ги правиме, кој дошол прв пат во Преспа сигурно повторно се вратил. Посебно значи нашиот специјалитет е рибата. Традиционалното готвење на риба, значи имаме неколку вида готвење на риба и посебно доаѓаат само за тој специјалитет. И тоа што ви кажав дека кој дошол повторно препорачал други да дојдат и повторно сами дошли.
Baš ste lepo politički to odgovorili. Hvala vam najljepše na gostovanju. Mi ćemo vama verovatno uzvratiti posetom i gostoprimstvom, jer i ovde ima, pretpostavljam da ste već videli deo onoga šta može Kraljevo i okoline da ponudi. Hvala vam još Ви jednom. благодарам и имам време да го разгледам и утре градот. Така се надевам дека ќе дојдете исто и со представници од општината и со Македонско здружение Кирил Пичиновиќ и тамо да се подружиме. Благодарам поканата.